кажав, денеска ќе почнам од моето второ хоби, од број 2 што ми е. Самите го видовте, тоа е премногу добро. И со тоа се бавам. Не само со месото, него и со тоа се бавам. Меѓутоа, во месото, во овие производи сум заљубен. За денеска имаме спремено 6 парчиња на месо и тоа е кременадла, без сланина, без коска и кременадла со сланина, без коска. Два ролата од пафлак, една јунешка картина и свински врат. За сето тоа го спремам, претходно објавив, спремав еден мој микс, со тоа што во него убацив еден нов зачин, тоа е жалфијата. Жалфијата е еден од најдобрите антисептици кои што го штитат месото. Не за џабе кажувам и не за џабе ставам зачини од билки. Самите билки го штитат месото, не само солта што го штити, не само шеќера што го штити, него го штити месото и самата тревка, зачинот од тревките. Па да не досаѓа многу и да не гњава многу, ќе почнеме од двете кариња. Така да нема да ги спремам сите во живо, пошто ќе трае многу, затоа ќе ги спремаме само овие две парчиња. Следното накнадно ќе се го спремам ја. Така да претходно нормално измиено од сол, поставено во сол едно половина час, исушено и сега почнуваме со зачинување. Сето тоа го ваѓаме целосно да биде опфатено. Истото го ставаме како и сите претходни методи во газата. Сето го се витка, се стега. Кревите се фаќат, убаво се затегнува и се завитува. Исто ги потребуваме нормално. Пластичните стеги се најпрактични. Некој ќе рече стеги, не коноп стеги. Стегата секогаш ја употребувам затоа што со незе можеме да го контролираме месото цело време. Ова месо треба да биде стегнато. Затоа нонстоп кажувам стега. Како калира месото, така си го подстегате. Така да останува моментот кај што треба да се притега самото месо со стеги. Еви сами гледате како иде сето тоа. И последната стега за ова парче. И ето, како би изгледало сето тоа. Тоа идеме сега на вториот дел. Стерилна газа.
ставаме втория дел, второто парче. Исто ги фаќаме кревите. И почнуваме со стегање на кревите.